Разговарам со младата Михаела Филипова, која што е обучувач за полимерна глина. Со Михаела ќе зборуваме и за придобивките на глината, што се може да се изработи од полимерна глина, ако не гледаат родителите или баби дедовци да знаат дека и полимерната глина може да биде одлична занимација за децата, но и да научат малку повеќе. Добро утро, Михаела. Добро утро, како сте? Одлично сме ние и многу ме задоволствува што гледам многу интересни фигури кои што можат да се направат од полимерна глина, како децата па и невозрастните, нели? Така е, да. Значи, фигурите кои се изработени се од jumping clay, со овде што гледате е продукт на jumping clay. Тоа е полимерна глина, но малку поразлична од другите. Таа е изработена специјално за деца од сите возрасти. Таа е направена доаѓа од Кореја и е светска франшиза. И ние ја донесовме тука пред многу долго време, но како што оди времето, ние нели по училишта, по градинки, луѓе повеќе почнуваат да дознаваат за глината. Таа е направена специјално за дечиња да може да се развива моториката, да се развива мислење, начин на работа, пишување и многу е специјално за неа посебно што има сребрени иони во неа, што ги чисти рачињата на децата, исто така е нетоксична. Така да ако некој малечко дете нели работи и да изеда малку, ништо страшно. Сама безбедно. Да, сосема безбедно, нема проблем. Така да тоа е специјално за неа, доста е мека при работа, а потоа при сушење се суши на воздух. Најчесто полимерни глини се печат, но затоа што треба да биде пријателски за малите дечиња, секако потоа се стврнува на воздух. И така, најчесто малечки деца почнуваат, околу 5 годинки. Сега зависи од детето, секој е различно, но најчесто 5 години е сосема доволно за да можат некои и поп-комплексни фигури да се направат, секако со наша помош. Изгледа комплексно и за мене. Секако, да. Значи, има специјална техника на работа што е направена за да се прават комплексни фигури, но децата лесно да ја разберат. Со лесни форми се постигнуваат некои потешки резултати што вака на изглед може би личат тешко, но на вистина не е до толку комплексно колку што личи. И многу возрастни сакаат да работат со глината. Најчесто нели глина се гледа како нешто детско што најчесто деца го прават, но многу возрастни се заинтересирани, еве дури и јас што нели најчесто не би била некоја целна група за глината, многу ми е интересно да работам и сакам да работам и со децата, па некогаш и сама дури така. Затоа и си обучувач. Да. Ти си тука кога имате работилници за деца и ти си заедно со нив. Како одредувате темата? Што ќе правите кога ќе ги соберете дечињата? Да, па најчесто тоа зависи, имаме саботни работилници, тие најчесто се одржуваат темата е најчесто некој празник, ако се приближува Божик, Нова година, па некако ќе го прилагодиме тоа, а најчесто ако нема некој празник што се приближува, одлучуваме нешто децата што им е блиско, нешто што го знаат за да им биде полесно за работа. Например, еве ова најновиот цртан, нели, што многу деца го сакаат и некако колку што они повеќе знаат што правиме, толку им е полесно, дури посрекни се додека работат, затоа што знаат и потоа да и ја чекаат финалната фигура на каде ја гледаат и да се имаат. Така да темата е најчесто нели поврзана со нешто, ама и некогаш било што некој цртан што Си даваат предлози. Да, си даваат предлози. Некогаш и дечиња што ќе дојдат, може ли следна недела ова или тоа да го правиме и ние по нивен предлог најчесто и одлучуваме што ќе правиме. Па нешто е интересно дека и родендени се слават. Да, на овој начин. Да, па славеникот кој ќе одлучи да слави, ќе дојде една недела пред и може да си одбере фигура што сака да ја прави. Најчесто делиме женска и машка фигура, но може било кои две фигури и потоа дечињата си одбираат што сакаат да прават и си работат. Ние секако им помагаме, но зависно од возраста најчесто и не ни сакаат да им помагаме. Сакам не, сакам јас сам да го направам. И тоа најчесто мене ми е многу мило да го видам затоа што дечиња што доаѓале во училишта,
Во училиштето исто така имаме воншколски активности што се работат и некои дечиња што оделе во училиште па ќе дојдат и знаат дека да работат и мене ми е тоа многу мило затоа што колку што повеќе они работат, толку повеќе им се развива начинот на работа и побави фигури се изработуваат, така да. Да вистина звучи интересно. Имате ли за возрастни, Михаела, работилници? Па секако да, ние мислам ние сите возрасти ги примаме овде, не е некоја возраст каде што треба да престане некој да работи, затоа што работењето со глина е уметност, нели сепак, и секој може со тоа да се занимава и е забавно, секој сака да одвои еден час од денот да направи нешто свое, нешто што сака да го прави. Има посебни работилници на телефоните, на Инстаграм, на Фейсбук, кои се поставени на друштвените мрежи, може да се јават луѓето да си закажат термин со некој што може да ги обучи, да им помогне и може да си направат фигура по свој избор и секако возрастни дечиња, тоа нема разлика, за нас секој може да работи, така да. За тебе која е најинтересната фигура до сега која што сте направиле? Има многу, де успеавме да ги снимиме, да, но која е најинтересната? За тебе лично? Па, јас лично, затоа што сум била тука многу долго време, имам видено многу различни фигури. Посебно за мене, искрено, имам мемории некоја од таа уште од кога сум била помала и искрено имаше фигура која се направени Симпсонови, не знам дали ги знаете. Сите ги знаем. Да, сите ги знаеме. Скоро си. Веќе долго време се на телевизија и некако таа фигура ни беше пријава за конкурс за да добиеме лиценци како обучувачи. Таа фигура беше важна да биде многу перфектна и да биде направена како доказ што се глината може да направи и некако таа фигура затоа што ни даде нели некоја основа за како обучувачи нели на глината некако ми остави впечаток и мислам дека навистина е до совршенство направена, така да таа ми е некако гордост и затоа мислам дека ми е милена. А јас ти благодарам што беше пресладка ова утро и ми кажа се што треба поред за полимерната глина, зошто е добро дечињата да работат, за предучилишна возраст и за училишна возраст што се може да се изработи и дека одлично поминато време родителите да ги донесат на една од работилница и од работилниците и да уживаат заедно со нив или тие да одморат, а децата продуктивно да го поминат времето. Ти благодарам, се гледаме повторно. Благодарам многу и на вас, пријатно.